Добро вечер, вести на Канал 5. Регионалниот пат Битола-Охрид вечерва привремено беше блокиран откако група граѓани организираа протест со палење пластика и отпад. Неофицијални информации велат дека повод за протестот бил одземање на возила на лица кои управувале без положен возачки испит. Мерка што стапи на сила со последните измени на законот за прекршоци. Информацијата ја потврдија и од АМСМ, кои информираа дека нешто по 16 часот бил блокиран сообраќајот на патниот правец А3 Ресен Битола кај местото викано ромската населба. Нема информација дали блокадата се уште трае. Освен во Битолско, сличен протест попладнето се одржа и во кочанската населба Трајаново Трло, каде според локалните медиуми граѓаните палеле гуми во знак на негодување, што полицијата запленила автомобили поради возење без возачка дозвола. Трет ден од системот Безбеден град. Камерите вчера регистрирале 650 прекршоци, најголем дел за возење над дозволеното. Казните за непрописно паркирање се уште мируваат, така и граѓаните се нижат дилемите како точно ќе се санкционира овој прекршок и дали ќе има ниво на толеранција кога возилата накратко застануваат на улиците. Дејан Трајковски бараше одговори. МВР 2 дена поред ја соопштува статистиката од прекршоците санкционирани преку Safe City, но меѓу нив засега нема ниту еден за погрешно паркирање, иако овој прекршок беше најавен меѓу 4-те што треба да ги регистрира системот. Зошто е тоа така, од МВР одговор нема, воедно нема ниту детали во кој случај, на колку време и дали воопшто возачите можат да застанат на булеварите, па во анкетата која ја снимивме секој даде различен одговор кој утре може да ги удри по джебот. Тука се намака и дистрибутерите кои прават дотур на роба, па возачите очекуваат од надлежните да ги разјаснат целосно правилата. Кој дали знаете колку време смеете да бидете паркиран на булевар? 3 минути. 3 минути? Според закон е тоа нешто? Не знам, така мислам. Многу повеќе да се разјаснат работите, затоа што има многу прашања, а едноставно граѓаните не ги имаат тие одговори. Најмалку кратко 10 минути. 10 минути ако помине, па ја отиде. Минута, две или воопшто и до аптека да застанат пред аптека и али ако во аптеката има гужва, онда заглави. И полицијата виу. Па ја мислам до 10 минути. Не сега колку е тачно, не знам. Никој не знае. Прецизна дефиниција колку смеете да стоите, не знаете? Не. Во меѓувреме на булеварите може да се забележи засилено присуство на полициски возила кои интервенираат при паркирање на коловозите. Оваа лента долж Партизанска беше речиси непроодна, особено во овој дел од градот. Паркирање се уште има, но и полиција која бргу го расчистува. Најтешкиот прекршок што го регистрираат камерите е поминување на црвено светло, што освен висока парична казна од 250 евра, носи и забрана за возење од најмалку 3 месеци. Но нејасноти за возачите има и во овој сегмент, односно што ако навлезат на црвено светло да отворат простор за возила на итна медицинска помош или пак таму да се затекнат поради метеж во кој немаат првенство на минување. Токму ова е една од дилемите, што доколку се вклучи црвеното светло, додека оние кои што излегуваат од оваа улица останат заглавени сред крстосницата, чекајќи ги да поминат оние од спротивната страна, кои всушност имаат предност. Министерот Тошковски посочи дека во изминативе 4 години на вкупно 55.405 граѓани им била изречена по една забрана за возење. Со 2 прекршока биле речиси 8.000, а 3 забрани добиле речиси 1.900 возачи. Неколку стотини имало и со повеќе од 4, а 20 се рекордери со дури по 40 забрани за возење. Научниот проект извоз на мозоци во САД под лупа на Министерството за здравство. Работна група ќе ги проверува документите за соработката меѓу американските и македонските институции во периодот од околу 20 години. Сепак од Министерството информираат дека немаат директни надлежности во спроведувањето на научно-истражувачката дејност и посочуваат дека таквата дејност која е поврзана со биолошки материјал е предмет на ригорозно нормативно регулирање.
Законската обврска за чување на оваа документација била 15 години, а од 2018 наваму законската обврска за чување на документацијата е 25 години. Постапката за транспорт на ткива во тој временски период се состоела од информирана согласност на семејството, пошто следувала одлука од етичка комисија за истражување кај луѓе за постапката да продолжи со дозвола за извоз на ткива од тогашно Биро за лекови, во кое прецизно се наведува дека ткивото е за научно-истражувачка дејност и за кои цели се користи материјалот, се вели во соопштението на Здравство. Превозниците од Западен Балкан да влезат во категоријата на професионални работници од меѓународниот сообраќај кои се изземени од правилата за регулиран престој во Шенген зоната. Ова е едно од потенцијалните долгорочни решенија кои Европската комисија ги разгледува за регионалниот проблем на транспортните и автобуски превозници, објави Министерството за транспорт по денешниот состанок на високо ниво во Брисел, на кој учествува ресорните министри на сите 6 земји од регионот. Представниците на Европската комисија потврдија новата визна стратегија на ЕУ, во која превозниците се прифатени како професионалци и беше истакнато дека ја разгледуваат можноста оваа категорија на работници да биде третирана исто како и пилотите и машиновозачите, велат од Министерството за транспорт. По новинарските здруженија и дел од политичките партии со осуда на онлайн напади и навредите упатени кон новинарот на Канал 5 телевизија Александар Видиновски по објавата на неговото видео на социјалните мрежи за непрописно паркираните возила на тротоарот пред објектот на бугарската амбасада во Скопје. Од ВМРО ДПМН посочуваат дека ги осудуваат нападите врз новинарот Видиновски, за кои велат дека се последица на бугарскиот национализам и шовинизам. Нападот е напад врз слободата на говор и врз медиумите од страна на структури кои разгоруваат омраза, а се мотивирани од бугарскиот национализам. Го разјадуваат општеството, ја подгреваат омразата и мора веднаш да престанат, велат од ВМРО ДПМН. Со осуда се огласија и од ЛДП, од каде велат дека изразуваат поддршка за Видиновски, бараат независното новинарство да остане независно од секакви влијанија и бараат брза реакција на институциите за расчистување на случајот. Претходно најостра осуда упатија и новинарските здруженија ЗНМ и МАН, кои побара институциите да преземат мерки на заканите, за кои велат дека се директен притисок врз уставно загарантирана слобода на говор. Следниот вторник собранието, а неделата потоа ќе ја блокираат и владата. Сојузот на синдикатите ги најави идните чекори во битката за зголемување на платите. Од ССМ најавија дека ќе достават предлог за намалување на платите на функционерите за 40%. Доставуваме иницијатива за измени и дополнување на Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани лица, да ги намалат нивните плати за 40% само со измена на оваа одредба во Законот. Дополнително, да ги намалат коефициентите на сложеност за 40%, затоа што нивните плати во изминатите 2 години се зголемија за 80%. За околу 2 недели се очекува да се знае кој од 5 кандидати за наследник на Коцевски ќе влезе во потесниот круг за државен јавен обвинител. Владата листата денеска ја испратила до Советот за јавни обвинители, кој треба да даде мислење за сите пријавени. Собранието ја информираше владата за завршување на огласот за јавен обвинител, ги достави оние 5 кандидати добро познати на јавноста и владата донесе, би кажала, заклучок истите согласно законските одредби кои што ни стојат на располагање, чинам тоа е членот 64 од Законот за јавно обвинителство, истите да ги достави до Советот на јавни обвинители, кој што пак има рок во 15 дена да ја одговори на владата, односно да испрати мислење. Така што и оваа процедура на денешната владина седница беше завршена. Ќе завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.